Штипскиот универзитет годинава планира да запише 4800 студенти. Од нив 2893 се редовни студенти, 1059 со кофинансирање и 830 вонредни. По области 2047 слободни места има на факултетите за општествени науки, 1510 на техничките, 620 на факултетот за медицински науки, 450 на земјоделскиот и 173 на уметничките факултети. Се зајакнува делот на хуманистичките науки, каде што се отвара Филмската академија во Штип со овој конкурс, значи пријавувањето ќе биде во август, станува збор за 7 студиски програми на Филмска академија и Ликовната академија, каде што веќе започнува целокупното нејзино функционирање како академија, досега беше како студиска програма, мирувањето на факултетот за образовни науки и мирувањето на економскиот факултет во Штип. Матурантите веќе почнаа да ги кројат плановите каде понатаму, а окој годинава им гледа кон општествените науки. Јас ќе студирам медицина. Тоа го имам одлучено уште од пред 4-5 години и тоа ми е животна желба. Ќе се запишам на правниот факултет, затоа што пред се уживам во да знаам повеќе за владење на правото, потоа меѓународните односи во политиката и слично. И тоа го имам одлучено од поодамна. Ова се желбите на матурантите и тие се за почит, но потребите на пазарот на трудот не им одат во прилог на нивните афинитети. Во Центарот за вработување во Штип најбарани кадри во моментот се градежни инженери, архитекти, геодети, тука може да ги спомнеме логопеди. Најмалку барани или суфицит од кадри невработени во Центарот за вработување се правници, економисти, со педагошки факултет. Од друга страна, техничките факултети се здружија со стопанството, па нудат програми кои реалниот бизнис ги бара. Едната програма е системи за автоматско управување. Тоа е студиска програма која што е, можам да кажам, хибрид помеѓу електротехника, електроника, информатика и во моментот овие инженери се едни од најбараните на пазарот на трудот. Сепак, колку наставните програми се и реална предност за сегашните и идни студенти? Има неколку предности, пред се поради побарувачката на кадри од оваа област, не само во нашата земја, туку и генерално. Второ, поради можноста секој од идните млади инженери да си ја обезбеди солидно својата екзистенција. Ова некои го препознале навреме, па ја почнале постапката за добивање диплома. Моментално сум втора година на модулот обновливи извори на енергија. Овој факултет го избрав најмногу поради тоа што овој кадар е дефицитарен во Македонија и се бараат електроинженери. Најмногу го одбрав овој факултет поради недостатокот на кадар и можноста за полесно вработување во еднина. Колкумина ќе им се придружат ќе се знае во септември. Но освен на желбите, при изборот на факултет, матурантите треба да мислат и на вработувањето.